Здраво на сите и добродојдовте во наше трето видео. Денес се наоѓаме во Маврово и сме сместени во една од вилите на Рен. Во оваа видео ќе ви покажеме што се ве чека во Маврово, од прекрасна вила во која престојуваме до авантурите со АТВ, јавање на коњи, посета на Бигорскиот манастир или пак водопадите на Дув. А мислам дека ќе одиме во пештерата и Шаркова дупка и уште многу други работи. Така да останете со нас, затоа што следува едно незаборавно патување низ Маврово. И не заборавајте, доколку ви се допаѓа нашиот контент, ставете лайк на ова видео и сабскрајб на нашиот канал. Тоа за вас не значи ништо, но за нас искрено значи се. Прво ќе започнеме од оваа место каде што сме сместени, кое што не може да се опише со зборови. Во срцето на Националниот парк Маврово, на само неколку чекори од езерото и планинскиот воздух, што се чувствува во секој здив, се наоѓа вистинска оаза на мир и удобност, а тоа е вилата Рен. Комплекс кој не е само сместување, туку доживување. 8 вили изградени со љубов, а со идеја секој гостин да се чувствува како да е дома. Комплексот Вила Рен се состои од 8 посебни вили, распоредени на широк простор со панорамски поглед кон Мавровското езеро. Секоја вила е дизајнирана така да нуди целосна приватност, сепак сите заедно создаваат чувство на заедница. Денот тука почнува со мирис на борова шума, звук на птици и изгри сонце што директно ве буди низ прозорците. Секоја вила е целосно опремена со модерна кујна, пространна дневна соба, удобна спална и уреден тоалет. Дизајнот е комбинација од природни материјали и има модерен дизајн. Внатре ќе се почувствувате како да сте на некое многу убаво место, во некој прекрасен и друг свет. Кујната, која е практична, компактна и опремена со се што ви треба, било што да подготвуваш утринско кафе или цела вечера. Дневниот престој е простор за одмор и разговор, каде големите прозорци ја внесуваат природната светлина. Во Вила Рен секој поглед е приказна. Во секој прозорец се гледа нешто различно. Езерото што се менува со боите на небото, шумите што тивко шумат и планините што ги чуваат сите тајни на Маврово. Овде погледот не е само убав, тој е одмор за вашата душа. Секој гостин има своја мала тивка оаза и дворче пред вилата. Идеално место за утринско кафе, попладневна скара или вечерна тишина под звездите. Овде не ви треба телевизор, доволно да седнеш и да гледаш како денот тивко се претвора во вечерта. По ден полн со планински воздух, нема ништо подобро од момент да влегување во джакузито. Водата е топла, воздухот ладен, а погледот совршен. Джакузито е твој личен спа момент. Без бучава, без брзање, само мир и звук на меурчиња. Прекрасно. Кога сонцето ќе зајде, вилата Рен ја менува својата енергија. Се пали светлото во дворовите, чадот на скарата се меша со планинскиот воздух, а секоја маса станува место за приказни. Овде времето не се мери со часови, туку се мери со убави моменти. Ноќта во Вила Рен е посебна. Нема градски светла, нема врева, само тишина, ветер низ дрвјата и ѕвезди кои изгледаат поблиску од било каде. Мирно и убаво место што нуди вистински одмор, а сега може да започне нашата авантура. Ајде сите заедно да тргнеме кон нашата следна дестинација, старата и новата црква Свети Никола во Маврово. Во срцето на Западна Македонија, скриено помеѓу планините и бистрите води на езерото, се наоѓа едно место кое ги обединува природата, историјата, верата и мистеријата. Тоа е Маврово. И тука, на вода и на камен, стојат две свети места. Старата црква Свети Никола, која тивко го доживува својот нов живот, и новата црква Свети Никола, која ја прегрнува иднината. Езерото Маврово е вештачко езеро создадено во рамките на хидросистемот на регионот со површина околу скоро 14.000 метри квадратни. На брегот на ова езеро, на самиот почеток на водата, стои една камена градба, Стара црква Свети Никола, а таа е символ на трајност и промени. Недалеку од неа, на сигурно и високо место над водата, е изградена новата црква Свети Никола, како одговор на новото време. Старата црква, позната и како Свети Никола Летен, била изворно изградена во 1850 година. Градена е од страна на мајстори од регионот Река, од мермер и гранит, со мермерен олтар, вреден иконостас и икони изработени од познатиот зоограф Дичо Зоограф. Барем така вели легендата. Според извештаите, црквата била во одлична состојба, околу 100 години. Целиот интериер и екстериер
богат со камен дрво, ја носи традицијата на градбите од 19-тиот век. Во тоа време црквата била центар на верски и општествениот живот во селото Маврово. Богослужбите, собирањата за празниците, се одвивало тука. Во 1952 или 1953 година, со изградба на брана и создавањето на езерото Маврово, долината се исполнила со вода, па така многу села, куќи, ниви, а меѓу нив и црквата се најдоа под површина. Иако другите градби исчезнале, црквата останала, како камен сведок кој покрај потопувањето останува над водата или излегува на површината со суви периоди од годината. Локалното население вели дека светоста на оваа место не дозволила црквата целосно да потоне. Таа не потсетува на тоа дека и под вода верата и надежта преживуваат. Во сувите делови од годината, кога водата се повлекува наназад, црквата останува пристапна. Тој момент се доживува како чудо. Секојдневно оваа црква стои на работ делумно потопена, делумно над вода. Иако покривот се урнал, ѕидовите се држат уште од самите почетоци. Со оглед на тоа што старата црква е загрозена од потопувањето и нестабилност во 1990-тите години, започнува идејата за изградба на нов храм. Според стратегијата за развој на верскиот туризам, во 2008 година била започната и изградбата на новата црква Свети Никола, близу до старата на безбедна локација која е сместена над водата. Новиот храм се наоѓа веднаш на магистралниот пат, близу викенд населбата или угостителските капацитети, а од дворот се протега прекрасна панорама кон езерото и кон околните планини. Старото и новото време се поклопуваат. Двете цркви поставени на ист светец, на иста локација, но со различни судбини. Едната е потопена и мистична, а другата е будна, пригодена за денешниот свет. Тоа не е само архитектура, тоа е приказна за вера, промена и континуитет. Кога ги посетиш и двете цркви, добиваш целосна слика. Минатото што не се заборава и сегашноста која се живее и иднината која се гради. Двата храма, едниот таен чувар на длабочината под вода и камен, а другиот светол дом над водата е отворен за посета. Но нивната приказна е иста, која содржи вера, љубов и надеж. Посетата на црквата Свети Никола ја завршуваме со чувство на восхит. Местото е навистина магично, обвиено со тишина и мистерија што те тера да застанеш и да размислиш. Во продолжение ќе тргнеме кон едно уште пофасцинантно место – Шаркова дупка, каде што природата крие своји тајни и возбудливи приказни. Но за жал, кога стигнавме таму, добивме информација дека не може да снимаме внатре затоа што сме требале да пратиме допис до националните шуми во Маврово и да добиеме дозвола за снимање. Ние тоа не го направивме пошто немаше кој да не поучи, доколку вие тргнете по нашиот пат, имајте на ум дека ќе треба да го извадите документот за да може да снимате внатре. Со следниот текст кој ќе биде во самото видео, ќе пробаме да ви доловиме што може да видите внатре, а и се украдовме да направиме неколку слики, така да ќе нема да има видео, али ќе има слика од самото место, а видео ќе има до местото. Под шумата каде што планината се спушта кон последните куќи на Маврово, една тајна доживува вечност – пештерата Шаркова дупка. Место каде тишината е поразлична, каде што времето се враќа наназад, а природата ги покажува своите најдлабоки места. Шаркова дупка се наоѓа во рамките на Националниот парк Маврово. Од последните куќи на селото, по патеката која води низ шумата и потоците се стига до влезот, околу 10 до 15 минути пешачење до уредна патека. На самиот влез има метална врата и информативна табла не воведуваат во светот кој малкумина го виделе. Шаркова дупка е карпеста пештера, е создавана илјадници години наназад. На само 20 метри под земја започнува просторна површина широка околу 18 метри и долга околу 25 метри. Тука може да видите сталактити, сталагмити, карпести корали и вдлабнатини кои се во некоја карактеристична боја, црвенкаво кафеава. Доаѓа од почвата која е богата со железо.
Металните полукружни скали водат низ првата јама внатре во пештерата, а под неа се отвораат уште 2 сали кои се уште не се достапни за јавноста. Звукот овде е вистински. Се слуша капење, тивко ехо и ритамот на длбочината. Секоја формација, секој камен ја раскажува приказната на времето. Под површината живее свет кој не сме толку навикнати да го гледаме. Во шарковата дупка ќе најдете лилјаци кои се движат низ темнината, пајаци, гуштери и разни видови инсекти, а сите се адаптирани на овој свет без дневна светлина. Тоа ја прави пештерата не само како атракција, туку и важен дел од претходниот екосистем на Националниот парк Маврово. До влезот има добро уредена патека со скалила околу 10 минути пешачење од селото. Пештерата е опремена со метална врата и решетки, осветлена со рефлектори за полесен и побезбеден пристап. Посетата може да трае до 30 минути, во зависност од големината на групата. Препорачливо е да се движите со водич, да носите топла облека бидејќи внатре е студено и да ги почитувате правилата на Националниот парк, како што се придржување до самите обележани патеки. Шаркова дупка не е само карпеста пештера. Таа е символ за човечка радозналост, за тоа како човекот, кога ќе се осмели, може да пронајде и она што е скриено. И конечно, символ за мирот. Во темнината под шумата, далеку од градскиот немир, може да се слушне само срцето на планината. Посетата на Шаркова дупка беше вистинско доживување, место каде што природата зборува на свој магичен јазик, а секој чекор открива нова тајна. А каде ќе идеме сега? Сега ќе одиме на Бигорски манастир. Во срцето на Западна Македонија, меѓу зелените падини на планината Бистра и длабоките кањони на реката Радика, постои уште едно место кое со векови ја чува светлината на верата, уметноста и духовноста. Тоа е Бигорскиот манастир. Ова не е само манастир, ова е жив споменик на македонската душа. Место каде што времето не запира, а тишината зборува погласно од било кој звук. Според верувањата, манастирот бил основан кон крајот на 10 век од монахот Јован, кој по Божја промисла дошол на овие простори и ја пронашол иконата Свети Јован Крстител меѓу бигорските карпи, пошто манастирот го добил и своето име. Бигор, како камен од кој е создаден целиот манастир, е символ на цврстина и вечност. Првата црква била мала и скромна, но исполнета со вера. Токму таа искрена духовност ќе стане темел на еден од највеличенствените православни центри во Македонија. Низ вековите манастирот не бил само духовен, туку и културен центар. Тука се препишувале книги, се школувале монаси, се чувала верата во тешки времења. Бигорскиот манастир добива препознатлив изглед со калдрмени патеки, камени ѕидови и уникатна резба во дрво по која ќе стане познат низ целиот православен свет. Но историјата никогаш не била милосрдна. Во 1912 година, во текот на Балканските војни, манастирот бил запален и делумно уништен. Многу од реликвите исчезнале, но верата на браќата монаси никогаш не згаснала. Најголемото богатство на манастирот е иконостасот, ремек дело на македонската резбарска школа од 19 век. Тој е изработен со неверојатна прецизност, длабока символика и духовна енергија што може да се почувствува уште од првиот поглед. Секоја фигура, секој орнамент и секој мотив раскажува приказна за себе. Велат дека изработката на иконостасот резбарите не користеле мерки, само вера и чувство. И токму затоа ова дело е едно од најубавите и највредните на целиот Балкан. Денес Бигорскиот манастир е жив и активен. Во него живее монашко братство кое секојдневно се моли, работи и ја продолжува традицијата стара повеќе 1000 години. Монасите се посветени на духовен живот, на молитва, но и на обновување на манастирот и на прифаќање на посетители со отворено срце. Секој кој ќе го посети манастирот ќе почувствува нешто посебно. Мир и чувство дека се наоѓа во нешто многу свето. Звукот на камбаните, мирисот на темјанот, песните на монасите, се заедно создава една атмосфера која не се опишува, едноставно се доживува. Манастирот е опколен со еден од најубавите природни пејзажи во Македонија. Од терасите се гледа долина на Радика,
планинските венци на Бистра и Кораб и безброј зелени нијанси кои се менуваат во секое годишно време. Природата овде не е само декор, таа е дел од молитвата, дел од душата на манастирот. Во Бигорскиот манастир се чуваат многу свети работи. Најзначајна меѓу нив е десната рака на свети Јован Крстител, моштите кои се сметаат за чудотворни. Верниците од целиот свет доаѓаат да се поклонат пред оваа реликвија и да побараат здравје, мир и благослов. Покрај тоа, во манастирот се чуваат делови од мошти на многу светители, како и икони стари неколку векови. Овие свети предмети не се само историја, тие се мост помеѓу минатото и сегашноста. Денес Бигорскиот манастир повторно живее во своја полна убавина, благодарение на монашкото братство и архимендритот Партении. Манастирот е обновен, осветлен и повторно претворен во духовен дом на илјадници верници. Манастирот е место каде се сретнуваат луѓе од целиот свет, сите кои бараат внатрешен мир. Бигорски денес не е само символ на верата, тој е доказ дека светлината никогаш не згаснува, само се обновува. Кога ќе го напуштите манастирот и ќе се спуштите низ патот кон Радика, ќе сватите дека нешто до вас останало таму. Некој мир, некоја топлина. Бигорскиот манастир не е место што се посетува еднаш. Тоа е место каде што се враќате секој пат кога ќе ви треба потсетник што значи вера, што значи убавина и што значи човечност. Па можеби и затоа овој манастир со векови обстојува и ќе продолжи да живее, се додека постојат луѓе што веруваат. Посетата на Бигорскиот манастир ја завршуваме со чувство на спокој и мир. Местото зрачи со духовност, магија и историја што се чувствува во секој камен. Неговата убавина тивко те потсетува колку е силен мирот што го носи верата. Но денот не завршува тука. Следната дестинација ни ветува сосема поинакво доживување. Ве носиме кон Дув водопадите, место каде што природата ја покажува својата дива, свежа и возбудлива страна. Во рамките на Националниот парк Маврово се наоѓа една од највпечатливите природни атракции, а тоа е Дувскиот водопад. Лоциран е во близина на селото Ростуше, на околу 1 километар од центарот на селото. Патеката до него е добро обележана и пристапна за сите посетители, без разлика на возраст. Патувањето до Дув започнува низ густа шума и тесен канјон. Пешачката тура трае приближно 40 минути, а по пат ќе уживате во звуците на шумата и во мирисот на свеж воздух. Како ќе се приближувате, звукот на водата станува се погласен, најавувајќи ја природната гледка што ве очекува. Водопадот Дув е висок околу 30 метри и се смета за еден од најубавите водопади во Македонија. Карпите околу водопадот се покриени со мов и зеленило, а влагата создава природна магла што ја лади околината дури и во најжешките летни денови. Најубав период за посета е пролета и раното лето, кога водата е присутна во поголема количина. Во летните месеци температурата е неколку степени пониска отколку во долината, што го прави Дув идеално место за бегство од жешките денови. Патеката е лесна, но на некои делови може да биде лизгава, па се препорачуваат спортски обувки со добра подлога. Понесете вода, мала ужинка и се разбира фотоапарат, затоа што секој агол овде е за совршен кадар. Легендата за името Дув вели дека доаѓа од звукот на водата, што го прави припадот. Звукот што одзвонува меѓу карпите на канјонот. Дали е вистина или не, тоа никој не може да го потврди, но кога ги го чуете водопадот, ќе разберете зошто луѓето го нарекле така. Посетата на Дувскиот водопад е доживување што останува во меморијата. Тоа не е само туристичка точка, туку место за мир, релаксација и инспирација. Природата овде зборува свој јазик, а секој посетител си заминува со чувство на свежина, благодарност и восхит. Посетата на Дув водопадите беше вистинско уживување. Звукот на водата, мирисот на шумата и свежиот планински воздух создаваа сцена што едноставно ја полни душата. Секоја капка таму носи мир и енергија, но авантурата не ни застанува тука. Пошто сме гладни, сигурно ќе продолжиме да јадеме и избравме да одиме во куќа на мијаците. Како изгледа таму, каква традиционална храна има, останува да видиме. Се гледаме во куќа на мијаците. Куќата се наоѓа на регионалниот пат што води кон Бигорски манастир, помеѓу Маврово и Дебар, просторот што е историски го нарекуваат Мијачија. Мијачкиот крај има посебна позиција во македонската историја. Овдека се родиле учители, духовници, занаетчии и бранители на културата. Токму ова богатство од материјална и духовна традиција е подкрепено во концептот на куќата.
од архитектурата до гостопримството. Кога ќе пристигнете, ќе ве пречека фасада од камен и дрво, во духот на мијачката градителска традиција. Објектот е составен од приземје и 2 ката. Горните катови се сместувачки, додека другите 2 нивоа се наменети за музеј-ресторанот. Во интериерот ќе забележите дрвени тавани, камени, мозаици и орнаментика што на прв поглед го повикува времето на 19-тиот век. Дополнително, двата пространи чадраци, едниот на приземје, другиот на првиот кат, нудат прекрасен поглед кон реката Радика и околината на шумата. Амбиентот го надополнуваат вработените, облечени во стилизирани мијачки носии и фотографии од истакнати мијаци. Куќа на мијаците има за цел да ја презентира таа мијачка култура, архитектура, храна и обичаите. Овој објект нуди вкус од мијачка традиционална кујна, специјалитети што ги одразуваат локалните вкусови и обичаи. Во куќа на мијаците ќе почувствувате како минатото се преплетува со сегашноста, како традицијата живее во архитектурата, храната и амбиентот. А кога ќе ги слушнете звуците на шумата, ќе ги видите планините и реката Радика како тече покрај вас, ќе разберете зошто оваа место е посебно. Наше искрено мислење за храната тука е да дојдете да пробате. Дефинитивно. Не даваме оценка, дојдите, пробајте и вкусете она што не може да се даде преку оценка или преку визуелен изглед. Поздрав од нас, до некој следно видео. Јас сум без зборови. Благодариме што бевте со нас и ја следевте оваа наша авантура. Ако ви се допадна видеото, не заборавајте да ставите лайк и да се претплатите на нашиот канал, за да не пропуштате некоја нова авантура. До некој наше следно видување и наша нова авантура.